Почитувани добра вечер, како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која за вас ги следи најинтересните случувања на интернет просторот и ви ги презентира сите моменти кои се случиле во изминатата недела. И оваа емисија е целосно посветена на политиката и на изборниот процес на претседателските и предвремените парламентарни избори. Емисијата ја почнуваме со една вест која навистина ги разбранува духовите во изминатата недела. Тоа е анкетата на агенцијата Рейтинг. Имено иако македонската јавност многу често е бомбардирана со анкети, оваа покажа прилично едни резултати кои одат во корист на кандидатот на опозицијата, па така се случи да партијата на власт реагира против агенцијата, да кажа дека не треба да се верува, а имаше анализи и коментари во однос на ова. Така ќе почнеме со анализата или со коментарот на новинарот Маријан Николовски, кој вели дека со оваа анкета агенцијата Рейтинг целосно ја изгубила репутацијата. Па така Николовски вели крајот на една рейтинг агенција. Паушална, елементарно неиздржана, со политички речник кажано дилетантна. На Факултетот за политички науки, онаму каде што предава Ѓорги Спасов, се добива 4, не 5, туку 4 за методологијата по која е правена последната анкета на реномираната во наводници агенција Рейтинг. А кога почетокот е промашен, тогаш резултатот е небитен. Народски кажано лажен, има и друга дефиниција манипулација. Исто така се дефинира кога нешто е во нечија функција. Можеби и тоа е основата. Тоа е коментарот на Николовски. И сега ќе го видиме и одговорот на агенцијата Рейтинг. Во одговорот Рейтинг вели: сите прогнози од 2008 година предвидуваат ваша победа, освен победата за Жерновски, и при тоа се обраќа на владеачката ВМРО-ДПМН. Еве ја и поентата. Агенцијата Рейтинг има официјални прогнози за сите избори од 2008 година до сега, објавени во медиумите. Сите тие прогнозираат победи на актуелната власт или кандидати предложени од ВМРО-ДПМН, освен последната за општина Центар на локалните избори, со која прогнозиравме победа на Андреј Жерновски. За ова има докази и споредбени податоци од прогнозите на Рейтинг и официјалните податоци од ДИК, кои ви ги доставуваме во прилог. Ова е ставот на агенцијата Рейтинг. Емисијата ја продолжуваме со реакции за уште еден настан која ја разбранува минатата недела, а тоа е претседателската дебата одржана на националната МТВ. Имено постојат разни оценки за оваа дебата, има некои кои велат дека била тотално неуспешна, некои дека била добра, има некои аналитичари дури и типуваат кој победил на дебатата. Ние сега ќе видиме од сите мислења. Еве го првин ставот на Бранко Ѓорѓевски од Дневник, кој се однесува воопшто за дебатите и дека вели дека дебати без дуели не се за избори. Јавни дебати како демократски институции што на јавноста треба да откријат како тие што сакаат да ја водат државата на сите нивоа функционираат во дуелите со опонентите и колку им се издржани ставовите. Се многу повеќе од тоа што го видовме во саботата вечерта. Тие не се уште едно повторување на ударните делови од партиските програми и од критиките на политичките ривали пред големиот аудиториум. Тие не се молчење кога се има шанса да му се реплицира на противникот, за да се докаже дека тоа што се ветува е неиздржано и оти неја заслужува довербата на граѓаните. Дебатите, дури иако искуствата покажуваат дека немаат некој решавачко дејство на изборите, сепак се важни за дефинитивно секој да си ја расчисти дилемата за тоа што бара на изборите. Тоа е ставот на Бранко Ѓорѓевски. А еве го и ставот на професорката Билјана Ванковска, исто така за дебатата. Можам да кажам дека и низиниот став оди во слична линија со таа на Ѓорѓевски. Ванковска вели дека тоа што било на МТВ не било реална дебата, туку само сме ги слушнале посебните ставови на секој од
кандидатите без да се навлезе во суштина, без да се развие вистински диалог со аргументи и контрааргументи. Инаку Ванковска, како што е познато на јавноста, исто така имаше оби да стане председателски кандидат, а оваа колумна ја има насловено "Ефтини приказни", алудирајќи на целата состојба со дебатата. Мислам дека насловот е прилично јасен. А еве и дел од поентата. Имаше и параноја околу кроењето монтажа на штета на опозицијските кандидати, но сомнежот исчезна многу брзо кога се виде дека кандидатите мртви ладни ги одбиваат репликите. Навидум дебата се одвиваше во формат соодветен за демократските општества, освен што на учесниците прашањата им беа однапред дадени, па се дојдоа секој со своја ефтина приказна научена наизуст. А новинарот не се ни осмели да стори нешто друго, освен гласно да го прочита прашањето. Тоа е ставот на професорката Ванковска. Одиме со Љубомир Костовски, кој исто така има анализа, има колумна посветена на изборните дуели, колку се тие важни. Тука Костовски ги анализира дуелите во светот меѓу главните политички кандидати и укажува дека на Западот речиси е невозможно да се излезе на избори доколку не се влезе и во телевизиски дуел со својот противник. Па така насловот вели: "Без ТВ дуели за председател ќе ги бираме партиите место кандидатите." Еве една прилично голема анализа. Еве една поента. Во неодамнешната дебатна емисија на Ал Джазира Балкан со наслов "Политичари, каде е Западот, каде сме ние?" се констатира дека немањето вистински дуел и коректен однос кон врската за информирање на јавноста преку соочување со противниците е една форма на поигрување со медиумите, а често и одраз на фактот дека поголем дел од медиумите се контролирани. Во прилогот се спомнува само Србија под Вучик, ама ние ги знаеме меѓународните оценки за ова прашање под контрола на медиумите кај нас. Па и нема потреба од политички ризик. Нема сомнение дека ова последното е и македонска стварност. Тоа е ставот на Костовски. Без ТВ дуели за председател ќе ги бираме партиите место кандидатите. Продолжуваме со редовната колумна на главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски. Имено Јаневски, како и дел од новинарите на Дневник, продолжуваат со една појава која може да се каже веќе дека е вткаена во уредувачката политика на Дневник. Имено тие жестоко ги критикуваат меѓународните организации, меѓународната заедница, сите тие организации кои се владени и невладени, за критиките кои доаѓаат до Македонија. Па така речиси редовно Дневник се обидува да наметне став дека тие меѓународни организации се нерелевантни, дека немаат право на Македонија да ја кажуваат што да прави. Па и оваа колумна на Јаневски е насочена во таква насока и вели: македонските простаци и американските професори по култура. Се разбира ироничен наслов и се однесува на обидот на Американскиот национален демократски институт да организира председателска дебата во која би се појавиле сите кандидати, која, како што е познато на јавноста, се одржа, но без председателот Ѓорѓе Иванов, кој не учествуваше на оваа дебата. А поентата на Јаневски веле: Демек, на Пендаровски и Иванов, на Халими и Поповски, сите четворица универзитетски професори, им треба некој од земја која се уште живее во филмот на Втората светска војна, нема година, а сад да не биле без војна интервенција, да им ја развива културата на дебатирање, од и американската политика има таква култура. Тие дебатираат и во Обединетите нации кога лажат за причините поради кои треба да нападнат некоја земја, дебатираат и кога ги местат изборите, како тие на Флорида. Тоа е ставот на Јаневски, а ќе видиме и дел од коментарите под неговиот текст, кој секогаш ги има многу.
Но при тоа кога ги читаме коментарите од интернет, како и секогаш мора да внимаваме, бидејќи постои изразен јазик на омраза или едноставни вулгарни навреди кои се обидуваме да ги избегнеме. Еве еден читател вели вака: македонските гласачи имаат цивилизацијска културна предност на совеста затоа што не прифаќаат ТВ дебати. Прво, тоа не е точно. Ги прашал ли некој нив? Тоа не е нивна одлука, туку одлука на центрите на моќ. Второ, може би е проблемот што некој не може во реално време артикулирано да се изрази, па сега се рационализира со тоа дека тие не се потребни. Почитуван господин Јаневски, ова не е сериозна анализа. Ова е еден став кој очигледно не се согласува со колумната на Дарко Јаневски, а еве друг кој се согласува, па ќе видиме и таков. Никогаш да не се дозволи за било што да влезе некој од надвор и да ни кажува или организира, поготово за некаков избор, па најмалку за председател на државата, да ни кажува од надвор. Значи, председателот е прва фигура со функција за надвор од државата и тогаш тој е раководен, почнувајќи од некој да му организира дуел или дебата со противникот, што ли, кого тој ќе представува надвор од државата, народот или него. Тоа е уште еден став. Се разбира, кои читаме овие ставови, овие коментари, тие се напишани на разговорен јазик. Коментарите на интернет, како што е познато на јавноста, се пишуваат некогаш на брзина, па има и граматички грешки, затоа некогаш и реченицата која читаме можеби не е најјасна, но тоа е интернет просторот, сите знаат за спонтаноста и токму тоа се обидуваме да го пренесеме и во оваа емисија. Продолжуваме со коментар на аналитичарот Арсим Зеколи, кој исто така се однесува на дебата воопшто, не само на председателска, но овој коментар оди во една друга насока и прилично е интересен. Зеколи вели: пред да даваат оценка за другите, нека повелат и нека се осмели господинот Али Ахмети на ТВ дебата со Мендух Тачи, во живо, па ако треба и кај него дома во Алсат. Тоа е коментарот на Зеколи. Одиме со ставот на Ивица Боцевски, исто така политички аналитичар, поранешен вице-премиер, портпарол на владата, кој вели дека според него дебатата била добро организирана и дека председателот Иванов победил. Медиумите блиски до СДСМ создадоа впечаток дека Иванов е толку очаен кандидат што за него ќе биде успех доколку успее да каже добра вечер и да се представи во дебата без да направи грешка. Еве, сега се толку изненадени од послушникот, полтронот и гав мајсторот, кој што не срамоти по светот, па нема ниту една единствена вест, коментар или оценка на дебатата во нивните медиуми и по социјалните мрежи. Нормално, затоа што оваа дебата заврши со предност за Иванов. Тоа е ставот на Ивица Боцевски. И ќе видиме уште еден фейсбук коментар. Тој е еден новинар, Срген Стојанчов од Радио Слободна Европа, кој има друга димензија и вели: председателот Иванов делува поофанзивно од Пендаровски на дебатата. Ми се чини дека сепак анкетата на рейтинг има гледна точка. Тоа поофанзивно треба да се земе условно. Тоа е ставот на Стојанчов. Тука може да се каже дека завршуваме со блокот посветен на председателската дебата која се одржа на МТВ и емисијата ја продолжуваме со останатите политички случувања посветени на изборите. И во оваа емисија ќе продолжиме традицијата на прикажување на видео материјали. Овој пат ќе видиме едно интересно видео, се работи за дел од кампањите на кандидатите за председател и за парламентарните избори, а го издвоивме затоа што има еден несекојдневен настан. Имено председателот на СДСМ Зоран Заев го посети Скопско Арачиново. Според изјавите на жителите, според изјавите на
Заев таму никогаш не бил некој македонски политичар од толку висок ранг, па затоа се решивме да го видиме видеото, а ќе видиме и видео од посетата на кандидатот за претседател на ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов на Скопски Бутел, придружуван од министри на владата. Што ве заборавиле, тука председател сака да види. И тоа е така. Ако не правиме заедничко, ништо не правиме. Така е. Така не учеа старите. Успех има заедно, ако се. Драго ми е што еве и во вакви средини, каде што мнозинството граѓани се од албанска националност, прво нашиот кандидат е природно прифатлив и второ јас сум многу добро дојден овде како што гледам. Сите се излезени. Навистина, развојот во Република Македонија не е рамноправен. Сите го гледаме дека главниот град и пред се тоа 1 квадратен километар само се гради, а на секаде останато е времето буквално како во минатото. Нека дојде он како вие студиото денеска, нека види да влеземе во секоја куќа како што имаме ние. Со што се вањаме и он тоа кога ќе оди надоле ќе падне месец пред мост. Ама на 21 век ние се вањаме уште со овие часови, тоа мислам не на работа. За нас. Ја го гледам него по митинзи, сега што ги држат тие митинзиве, објава дека има многу вработени, многу фабрики, многу сите му се вработени. Кај му се тие сите вработени, како што гледам нема никој вработен. Ние правиме нешто да трае, ние правиме нешто да остане. Со големи чекори одиме, со сонце во гради се будиме. Со генерации неа ја чуваме, и за неа се ке направиме. Со заеднички сили се бориме, на правиот пат ние одиме. Само за неа се ке оствариме. Само за неа, за Македонија. Заедно ќе ходиме, за една цел живееме, што е свето знаеме. Државата пресе, Македонија пресе, заедно ќе ходиме, од душата ја носиме, а срцата пишуваме. Државата пресе, Да, тоа беа видеата прикажани во оваа емисија. Сега продолжуваме со емисијата, како што кажавме, посветена исто така на изборите за претседател и парламентарните избори. Ке видиме колумна, редовна колумна на досегашниот пратеник на ВМРО ДПМН и директор на Центарот за комуникација Илија Димовски, кој вели патриот и претседател. При тоа неговиот наслов се разбира е насочен кон претседателот Иванов. Еве дел од неговата поента. Од друга страна се наоѓа кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски, навидум елоквентен политичар, но во исто време и човек за кого не сме привикнати да гледаме дека знае да носи одлуки, и човек кој досега не презел лична одговорност за било кои процеси во Република Македонија. Желбата на СДСМ да го представи како ново лице на политичката сцена крие во себе маркетинг, но и крие страф на СДСМ, а веројатно и на кандидатот Пендаровски од своето досегашно политичко дејствување, кое никако не може да се прикрие. Тоа е колумната на Илија Димовски, насловена Патриот и претседател. Продолжуваме со колумна на Бранко Геровски, или поточно кажано состав на Бранко Геровски, кој се однесува на неодамнешната сообраќајка
во која учествуваше и градоначалникот на Дојран. И при тоа Геровски вели објаснува зошто неговиот медиум не ги побарал луѓето кои се жалеа дека се жртви во сообраќајката. И вели вака: веќе немам разбирање за таквите луѓе. Вчера не дозволив моите колеги да им се јават на луѓето оштетени во сообраќајката. Зошто да им се јавуваме? Ако имаат потреба, нека се јават самите. Ако се задоволни, зошто да им го расипуваме задоволството? Доста водиме туги битки, доста се бориме за слободата на луѓе што сакаат да робуваат, за достоинството на тие што се спремни да го жртвуваат за трошки привилегии. Ајде за промена, некој нека се бори за себе, а ако не сака или не може, нека трпи. Малку му е ова што му го прават. Тоа е колумната на Геровски. Вели, кој не сака да се бори, нека трпи. Одиме со колумна на Петрица Рачини, новинар, кој има напишано отворено писмо до идната власт, вели која и да биде, и во писмото посочува тој како граѓанин што бара од идната власт. Кои работи бара да се исполнат. Еве вака ќе зумираме да се види. И вели: не сакаме продлабочување на разликите, туку демонстрирање одговорност од оние што велат дека се способни да го водат општеството. Ако е така, би требало да ги бива и за муабет, и за градење компромиси околу битните прашања за јавниот интерес. Затоа не требаат слободни етички медиуми и исто такви јавни личности. Тргнете ги уличарите од медиумите и институциите, ги има и во пристојни општества. Но не се главни звезди, туку живуркаат на маргините на јавност или во таблоидите со таквите. Вашите најистакнати предходници шуруваа, им делеат тендери и привилегии, се сликаа и патуваа. Сетеа Сербија со салати и трчареки како пред гранапче на национални телевизии, додека други вистински медиуми и новинари се затвораа и се газеа. Така веќе нема да може. Сакаме отчети, ама не со наши пари да го плаќате тоа што сте должни бесплатно да не го кажете. Оти веќе ве плаќаме со можност да поставиме прашања и да добиеме одговори. Тоа е колумната на Петрица Рачини. И ќе продолжиме со уште две колумни пред самиот крај. Едната е на Мане Јаковлевски, кој е познат во јавноста како еден од основачите на ВМРО-ДПМН и кој вели Драган Богдановски би се гордел со денешното ВМРО-ДПМН. Еве дел од поентата. Драган Богдановски, кој од секогаш сакаше да ја види својата партија и држава Македонија исполнета со македонски дух на чело на државата, како ја прави земјата силна и просперитетна, денес би се гордел зошто македонската економија е во постојан пораст, а раководството на партијата се грижи не само за државните интереси, туку и за секој поединец да го најде своето вистинско место. Денешните представници се достоинствени и сериозни луѓе, проверени и со искуство, кои ја оправдуваат довербата на партијата и на македонскиот народ. Тоа е колумна на Мане Јаковлевски. И емисијата ќе ја завршиме со уште една колумна, тоа е на Боки Бургија, така се нарекува, нели, познат колумнист, кој вели збогом ДПМН и не повторило се. Она што е карактеристика на овој колумнист е пишување на еден отворен јазик кој често има и одредени вулгарности, така ќе се обидеме да ги избегнеме, значи тоа е дозволено во колумни, во коментари, но во јавен медиум не. Па така еве дел од поентата. Бегањето од решавање на големи и горчливи предизвици и проблеми со кои една држава, еден премиер, председател на држава, неминовно се сретнуваат во своите мандати, во својот прогрес, прикривајќи ја клептоманијата со окупација на медиумите и загадувачките кампањи во себевоздигнувањето и отронното себевоспевање. Сега испливаа на површина со нов сјај, ама со уште погадна, многу поопасна реа.
Секој просечен со исекнат нос може да ги помириса овие работи кои владата се обидува да ги сервира како народен доручек на Камени мост. Тоа е колумнистот наречен Боки Бургија, секогаш интересен во јавноста, и со тоа ја завршуваме оваа емисија, оваа трета порта која овој пат беше посветена целосно на изборните случувања. Трета порта следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, тоа го повторуваме во секоја емисија, а тоа е дека трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја представува големата слика, а заклучоци донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.